Добар ден, драги пријатели од Македонски Брод. Добар ден, време да помине. Поштовани присутни, собрани сме во подршка на сегашниот и иден градоначалник на Македонски Брод, Милосив Војневски, човек кој што добро го познавате, човек кој што во минатиот период покажа како со многу ограничени средства на општината може да се направат многу проекти, да се помогне на луѓето, човек кој што секогаш беше отворен за народот, да помогне, да создаде нешто, да направи нешто. Така што тоа е проверена работа, проверен избор, избор кој што нема да ви изневери. Драги пријатели, потребно е во недела да се излезе масовно и на обидот да втеруваат страв, да им се одговори со вомаровски прекос. Ние не сме се исплашиле од многу поголеми противници низ историјата гледано, а најмалку од овие нерадимајковци и неспособни луѓе. Затоа, драги пријатели, да не им подбагаме на уцените, на притисоците, на заканите и на подкупот. Да излеземе во недела масовно и да им покажеме дека ова е Македонија и дека не може да се поигруваат со македонскиот народ на начин како што тој не досега. Драги пријатели, како поминува времето, секој ден гледаме како се случува терор, притисоци, закани, полициски хајки. Имаме корумпирани и криминални избори. Станавме држава во која полицијата наместо да го апси криминалот, таа го штити криминалот. Наместо да го применува законот, тие први го крешат. Кога зборувам за полицијата, не зборувам за сите. Зборувам за една група од полицијата која што се стави во партиски интерес на овие избори. Која заштита имаат граѓаните кога тие што треба да ги штитат се првите кои ги запрашуваат и ги притискаат? И кога сме кај полицијата, сакам да обрнам внимание на следното. Поминаа еден месец откако беа искршени штабовите на повеќе места. Нема никаква одговорност. Нема пронајдено сторители, ниту пак има некои што се осомничени. Поминаа 30 дена откако кандидат за градоначалник беше застанат од полицијата, му беше вперено оружје и беше малтретиран. Нема никаква одговорност. Нема ниту дисциплинска поставка. Пред половина месец имаше скршен череп на градоначалник и кандидат за градоначалник од нашата коалиција. И сторителите само поминаа со прекршачна пријава. Како да тоа е обичен настан, како да тоа е обична кавга, а не обид за убиство. Нема кривична одговорност. Пред 2 недели лица од СДСМ се сликаа со огнено оружје пред нивниот штаб. Се фалеа чии пиштол е Полдов. Помина време, нема ниту откриени сторители, ниту осомничени. А луѓето ги виде целата јавност. Дојде време да се фалат со криминал. Такви времења дојде во Македонија. Потоа, наши кандидати за градоначалници пријавуваат во полиција подкупи и следење. Ги следат нашите градоначалници. Не следат и нас од раководството на ВМРО-ДПМН. Не само што ни ги следат телефоните, имаме и физичко следење, кое што секојдневно го забележуваме и имаме информации за тоа. Ги следат и кандидатите за градоначалници. Пријавуваат во полиција подкупи, следења, нема реакција. Нема ништо. На крај ќе испаднат и криви што баравме почитување на правото и правна држава. Други нивните коалициони партнери зборуваат за нерегуларностите, вклучително и дел од лидерите на албанските партии. Значи, се е толку видливо, што тие не може да го скријат. И како сега ќе викаат дека се е во ред. Па цел народ ги гледа овие со пиштолите како се фалат. А Оливер мува не го ласи. Кога убедуваат дека се било фер и демократски? Никој не им верува, драги пријатели. Нема врска што сега народот е во стеги и мако реагира. За некој време кога ќе се собере се, кога ќе прекипи, кога ќе прелее чашата на толеранцијата, нема да знаат оние кои сега се силат
на кај да ја фатат. Беше така и порано, кога дојдовме на власт. Кидна овие сега јаки пиштолџи. Ке дојде време за да се врати правдата. Нашата борба за Македонија ќе ја врати правдата. Драги мои, ние имаме заробена држава. Тие зборуваа во минатото за заробена држава, но зборуваа напразно. Сега има заробена држава, а не тогаш. Сега вистински Македонија има заробена држава. Македонија стана заробена држава. Заробена држава во која дел од полицијата го штити криминалот. Криминалците се на цена и главни по улиците, а народот не чувствува заштита. Се враќаат сликите од 90-тите, кога криминалците се главни по улиците. Веќе и нивните најверни новинари пишува дека лица од СДС одат и малтретираат фирми и граѓани и им бараат пари со порака или пари или ќоте ќе добиеш. А тоа е така затоа што криминалците се на власт. И доправа доаѓаат, затоа што сега ги ставија во партиска функција, да им ја завршат толканата работа. Потоа имаат обврска кон нив. Потоа кога ќе се распиштува, тек доаѓа времето на владењето на криминалците. Тоа е така затоа што, како што кажав, криминалци се на власт. А најголемо лицемерие е тоа што имаат секојдневно полна уста со зборови дека се честни, дека се за правда, зборови за честност, честни политичари доаѓале, честни градоначалници сега ќе донеле и така натаму. Уѓе, заед да ви зборува за честност. Кај го има тоа? Ова е време кога ненормалното станува нормално, а нормалното го прават ненормално. Како да се заборави како делеше тендери во Струмица на своји блиски и фамилиарни луѓе, како бараше виткање на кичмата, како работеше по принципот 1 евро за висето, 1 за црквата. За се ова, драги пријатели, прецизно бележиме и полицајците кои се дел од партиската војска на партијата на власт и криминалците кои малтретираат недолжни луѓе. Сакам да кажам дека во целина полицајците се коректни полицајци и тие имаат нашата почит. Но исто така сакам да кажам дека има еден мал дел од полицајци кои вршат улога на класична партиска полиција и буквално дираат. И тие се главните ликови кои ги фабрикуваа и оскранавија, ги украдаа овие избори во првиот круг и се обидуваат тоа да го направат и во вториот. Сите ги знаеме. И уредно и внимателно ги документираме. Нека знаат. Нема да има спас за партиските полицајци на Спасовски. Правда ќе има. Порано или подоцна правдата ќе дојде. И за нив. Треба да го знаат тоа, не го зборувам случај. И нека летаат во својата самобендисаност и ароганција. Народот добро знае што се случува. Падот ќе им биде подобен. А тоа време ќе дојде. И треба да знаат дека оваа држава му припаѓа на овој народ. И дека покрај богатите спонзори кои сега ги подржуваат, немаат пари со кои може да го купат достоинството на народот во Македонија. А вие знаете дека нема да дозволиме да останете незаштитени. Ние сме ВМРО. И во нас гори таа прекосна идеја која се спротивставува на многу поголеми и пострашни закани од овие неспособни луѓе. Едноставно нема да им дозволиме да не скрешат. Нема да им дозволиме да не скрешат. Затоа што народот гледа се. Се што се случува. И се им се врати како бумеранг. Ке има одговорност за се што права сега. Крајната цел на овие африкански избори, драги пријатели, е инсталирање на заробена држава од страна на оваа марионетска власт и да се сузбие секој слободомислечки македонец кој се грижи за својата држава, која сака својата држава, својот идентитет, своето име, преку разни механизми да делува дека сакањето на државата е нешто демоде, нешто што не е модерно, а дека модерно е она од типот на
легализација на хомосексуални бракови и посвојување деца од нив, легализација на марихуаната, максимизирање на алкохолот кај младите. Повторно ќе кажам, ненормалното го прават ненормално, нормалното го прават ненормално. Драги пријатели, она што исто сака да го правате, секој што ќе помисли да ја штити државата, како луѓето на 27 април, секој кој снимал документарни филмови за хероите на Македонија, секој кој учествувал во поставувањето на спомениците за жртвите што се дадени за Македонија, сите тие да бидат притиснати, исплашени дека ќе бидат наместени или дека ќе бидат дел од некаков процес. Криминалците на слобода, патриотите по затвор. Красничи на слобода, Едмон Темелков во затвор. Човекот што е борец за правата на македонците во Албанија и единствен македонец градоначалник во друга држава. Убиците на децата на Спилковското езеро ќе ги пуштаат на слобода, а оној дедо за кубење коса му дадоа 4 години затвор. По-сурово не може да биде. Немилите настани на 27 април беа намерно испровоцирани. Тие беа реакција на акцијата за нелегален избор за председател на собранието. Народот потрекна на провокацијата, не требаше да потрекне. Тоа беше осмислена очигледно провокација на која што за жал народот потрекна. Се случи тоа што се случи. Но со помош на надворешни фактори, од ноторен криминалец и национален предавник како Заев се направи жртва. Овие луѓе не може понатаму да бидат прогонувани, затоа што ако се ослободуваат Бајруш, ако се ослободува Красничи, а веќе се ослободија, ако се ослободува оној Рахич осомничен за растурање на дрога, ако се ослободува со специјален закон уште 1050 затвореници, од кои огромен дел за тешки телесни повреди, нема никаква логика понатаму да се водат процеси и прогони против овие луѓе од 27 април. И врбаво ДПМН ќе се бори во своите можности да издействува тие да се ослободат и да немаат веќе вакви закони. Драги пријатели, додека прават вакви спектакли, економијата назадува, економијата тоне, оди надолу. Индустријското производство се намалува. Извозот во Македонија се намалува. Девизните резерви се намалуваат. Македонија е сериозно економски различна. Секоја недела имаме се пониска и пониска прогноза за економскиот раст. Нема ниту нови инвеститори и инвестиции, ниту нови работни места. Просечната плата не расте. Таа напротив опаѓа, а ветува дека ќе биде 500 евра. Наместо да расте, таа се намалува. Пензиите не се зголемуваат како што ветија. Се запре зголемувањето на пензиите. Стандардот не оди нагоре, туку се намалува. Сиромаштијата расте. Погледнете, ниту се зборува за платите на лекарите за кои ветуваа дека ќе им ги зголемат на 1500 евра, ниту за зголемување на субвенции на земјоделците за кои кажуваа дека ќе пореснат за 10%. Сето ова го заборавија. Но не заборавија да склучат штетен договор со Бугарија, со кој што се откажа од македонското малцинство. Со кој што договор прифатија се откажат од македонскиот јазик. И исто така, прифатија македонската историја до 1945 да ја признаеме како бугарска историја. Илинден да учат нашите деца дека не било македонско востание, туку дека било бугарско востание. 11 октомври 1945 дека не било пукање на првата пушка од македонскиот народ кон фашистите, туку дека било идеолошки конфликт помеѓу различното бугарско население во Македонија што е со различни идеолошки профили. Драги пријатели, сето тоа го прават без да го прашаат народот. Сакаат да не убедат дека Гоце, Даме, Карев, Питу, Ченто, Панко не се бореле за Македонија. Види мајката, од еднаш тоа го сознаа. Од каде ваква памет? Кои интереси ги натераа вака да почнат одеднаш да се однесуваат? Сакаат да менуваат учебници и да го измешат се она што го знаеме, се она што е вистина, што не формирало како личности. Видете, тие сакаат да не избежат. Од каде бе таква памет?
Како тоа одеднаш им дојде таква памет? Затоа, драги пријатели, бараме референдум. Народот да се изјасни, да каже дали се согласува со таков договор, пред тој договор да биде ставен на гласање во парламентот. Па ако народот каже дека не е така и дека не се согласува, воопшто да не биде гласа во парламентот, бидејќи пред да го усвои парламентот, тој е невалиден, иако е потпишан од Заев. Ако парламентот не го усвои, тој договор ќе си остане мртво слово на хартија. Затоа повикавме на референдум. Драги пријатели, целта на сето ова што ни се случува е промена на името на државата и промена на идентитетот на македонците. Тоа е главната и најголема цел. Затоа, иако поразени во декември, однадвор ги залепија и ја направија таа марионетска влада. Затоа сега сосијаво им даваат одврзани раци да го прават ова што го прават. Пред очите на народот, спротивно на неговата волја. Во тоа редефинирање на државата, кое што Заев го зборуваше, на прво место е промена на името и идентитетот, на второ е овој договор со Бугарија, овој штетен договор, на трето е двојазичноста и неуставниот закон што се турка за двојазичност, на четврто е носење на мигранти и нивно доселување во Македонија трајно и давање државенство на нив. Понатаму е планот да се качат даноците во Македонија и последно е од оваа група редефинирање на бракот, да има хомосексуални бракови кои ќе бидат легални и да може да посвојуваат деца. Тоа е големата слика која не сакаат граѓаните да ја видат. Сакам да се обратам до секој слободомислечки граѓани и до оние кои не излегоа на избори во првиот круг. Има моменти во животот за кои вреди да се борите. Ова е тоа време. Бидејќи ако не го кажете вашето мислење, потоа ќе биде предоцна. И ова не се избори на кои само се одлучува кој ќе биде градоначелник. Дали ќе биде направена уличката, училиштето, паркот, иако и тоа е многу важно и не треба да се занемари или да се подцени. Вие знаете дека ние сме најдобри кога станува збор за работа. Вие го познавате Милоси. Тој досега тоа што го имаше како средства на располагање, максимално го искористи да направи нешто за општината Македонски Брод. Дали ќе се спротивставиме на создавањето на заробена држава? Дали утре ќе бидеме македонци или ќе бидеме нешто друго? Дали ќе им дадете легитимитет на овие кои сакаат да не примируваат, да ни го земат нашето достоинство, нашиот идентитет и нашата чест? ВМРО била и ќе остане чувар на националните и на државните интереси. Но затоа ни е потребна вашата подршка, гласот на секој од вас. Но затоа ни треба заедничка борба, ни треба и ваше излегување, масовно, со крената глава, со интегритет, со достоинство, со гордост, без страв, со пркос. Вие, некој од вас, дали не само овие што сте тука, него и оние кои што не следат преку медиумите, не мора сите да се ВМРО. Може да не сте и членови, а може и да не сте ни симпатизери на ВМРО. Но ако си ја сакате Македонија, тогаш вие сте повеќе од добредојдени во оваа наша битка. Вие сте луѓе кои одлучуваат. Без вас не може да ја зароба државата. Вие сте тие кои одлучуваат. Затоа ве повикувам во недела да излезете на гласање во што поголем број и гласате за Македонија. Гласајте за оние што се на страната на Македонија. За ВМРО ДПМН и за сите нас кои се бориме против ова редефинирање на Македонија. Да не им дозволиме апсолутна власт во државата. Да не дозволиме да станат монаси и шерифи. Да не дозволиме да го направат тоа што го наумиле. Излезете и гласајте масовно, пред да биде предоцна. Драги пријатели, сега сама во минатото беше на власт, пред да дојде ВМРО ДПМН. Се сеќавате добро. Ништо не направија за Македонски Брод. Еве ги сега се 5 месеци на власт. Дали нешто направија за Македонски Брод? Ништо. Ниту пак ќе направат. Јас ќе ве подсетам дека во времето кога ВМРО ДПМН влезе во владата, во Македонски Брод имаше околу 990 вработени. Се на се толку беа регистрирани и вработени во општината Македонски Брод. Сега,
има над 1660 работени лица во Македонски Брод или за 67% повеќе работени од времето кога ВМРО дојде на власт. Тоа е ВМРО ДФМН. Тоа ќе се обидеме да го продолжиме и преку тоа што ние изградивме човечки капацитети кои што знаат, обучени се да привлекуваат нови инвеститори. Но ни треба општина, каде што ќе имаме градоначалник што ќе им каже добре дојде, што сака да му дојдат инвеститори, да отворат нови работни места и луѓето да се вработат. И затоа ни е потребен Милосин Војневски. Ние сега нашите капацитети ги насочиме кон општините каде имаме градоначалници. Луѓето кои ги донесовме од диаспората, луѓето кои што живеат тука и се обучени да привлекуваат инвеститори, кои што знаат да го говорат нивниот јазик, не во смисла на англиски или германски или француски, во смисла на јазикот на инвеститорот, да се разберат со него вокабулар, да го убедат да дојде тука да отвори нови работни места. Ќе ги насочиме во општините каде имаме градоначалник и добре дојде за нови инвеститори. Истовремено, сакам да ви информирам дека ќе се обезбеди за учениците од прво до пето одделение бесплатен и здрав оброк, за да имаат здрава храна и родителите да имаат помалку трошоци за храната на нивните деца во училиште. Општината Македонски Брод и Милосин Војневски ќе овозможат можности за граѓаните кои немаат собствен дом и сакаат да стекнат, да може да си купат плат за куќа по символична почетна цена од 1 евро метар квадрат за земјиштето. А исто така ќе се укинат или драстично намалат трошоците за комунали за овие категории на лица. По онаа шема која што ја кажавме во пред првиот круг на собирите на секаде из Македонија. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица. Концепт каде што ќе има парк во секој мало. Предвидуваме реконструкција на локалниот пат од Македонски Брод до село Сванско. Изградба на локалниот пат од село Самоков до село Рамне, како и изградба на локалниот пат од село Самоков до село Бенче. Ќе се изгради и локалниот пат од село Модришта до село Вир во должина од 5500 метри, а ветуваме и реконструкција на локалниот пат до село Долни Манастирец. Се планира и реконструкција на пречистителната станица во селото Самоков, како и изградба на водоснабдителен систем во населените места Црештево, Старовци и манастирот Старокуќа. Ќе биде изграден и водоснабдителен систем од Сушица до Зркле, како и од Инче до манастирот Света Богородица и до селото Долни и Горни Манастирец. Ветуваме изградба на фекалната канализација во Суводол, во Деич и Брест. Се предвидува изградба на водоснабдителен систем за Македонски Брод и за населеното место Требино. Планираме комплетна внатрешна и надворешна реконструкција на вратите, прозорите и парното грење во културниот дом во Македонски Брод. Се планираат и поголем број на други проекти кои што се наведени во програмата на Милосин Војновски.